Да се благодарам на заместникот што ја зема општина Делчево да биде дел од овој проект. Како, пред се проблемот од дивите депонија на ниво на цела држава не е само кај нас, но со оглед на тоа дека сме малечка општина и со оглед на колку жители има, ги имаме многу. Диви депонија има насекаде, на секој влез од градот, на секој влез од селата од општината. И е непријатна слика и срамна слика за сите граѓани кои живееме тука и сакаме да живееме и да твориме тука. Значи, да, има општина Делчево капацитет за да се развива туризмот од многу гледни точки, не може тоа, не можеме да зборуваме за тоа, додека ги имаме тие диви депонии и немањето на таа свест, да зборуваме за привлекување на туристи, да зборуваме за убава приказна на Делчево, значи кога поединци го загрозуваат за квалитетот на животот за сите останали. Како советникот дом се залага за чисто, еколошко, незагадено подрачје. Го имаме тоа во општина Делчево и е штета и е неубава слика да се соочуваме со секојдневното, значи со секојдневната прошетка, со возењето на велосипед, гости ни идат до странство од другите градови, значи на самиот влез на единствено туристичко место Голак, значи имаме неколку депонии една до една и е стварно неубава, непријатна слика и неубаво чувство кај нас кои живееме тука и сакаме да го презентираме Делчево како убаво, чисто место и со тој момент, со таа слика за Делчево, да придобиеме туристи и да го раздвижиме, да го развиеме нашето градче. Значи мора и можеме, доколку сите заедно, јас како советник во Советот и моите колеги советници во Советот, значи секоја седмица некој советник мора да потенцира нека ново создадена депонија или постојачка што веќе се зголемува од недела во недела и бараме, значи не само институциите, значи и предлози и акции за да се спречи тоа, за да се преземе нешто во врска со тоа и ќе продолжиме, ова е само почеток. Значи супер за проектот и можеме да кажеме дека ова е само почеток, бидејќи јас како советник во Советот ќе се залагам, значи доследно да работиме на таа тема, заедно со поддршката на градоначалникот, локалната самоуправа, комуналното предпријатие, комуналните инспектори, комуналните редари да излезат на терен, доколку секој си работи својата работа, имаме континуитет на работите, значи не може да немаме резултати со тек на време. Постепено, полека, нормално, не може преку ноќ, значи од ден во ден да се покачува свеста кај граѓаните, да се работи на младите, од градинките, од основните, од средните школи. Значи, докато тоа се зборува и секој граѓанин малку посвети внимание и се потруди вокру таа тема, значи не може да немаме резултати после одреден период кај целото население.